ne vi dolikува od ova govornica da je zloupotrebite i da kažuvate insinuaciji nevistini i nepotvrдени. Прво и основно, Собранието на Република Македонија нема истражни надлежности, а понајмалку пратеникот. Почитуван колега Антонио Милошовски, ако си толку уверен дека е тоа така како што збориш, изволте излези од салата и оди тамо кај што може да даваш шанса на тие што не се овде, што не можат да ти одговорат, да можете да влезете во соодветен истражен и доказан моментум, односно процедура. И второ, за поставката изборувам Антонио Милошовски. И таа улица и тој пат што го потенцираш, ниту го направил за во Форино кај што живеам јас, ниту го направил за во Дув кај што живеел самиот Невзат Бејта, него тој пат е направен за село Тумчевиште, кое што впрочем 100% се граѓани македонци, наши комшии со кои што делиме тамо и доброто и лошото како граѓани кои што живееме, него очигледно. Ти очигледно е, иако си од Кичево, очигледно не си го доживеел фактот да соживуваш, да се дружиш, да работиш освен во политика со албанците. Но, тие македонци во Тумчевиште, до вчера матичната служба им беше во Форино и во Чегран. Ги обслужуваа административци, албанци. Прашајте ги тие стари луѓе тамо и нивните потомци. Со кого комуницираат, делат, со кога ги гасаа пожарите и во Волковија, и во Чегране, и на патот Чегране-Тумчевиште. Но, има со тоа што го зборувате на говорница и да ви укажувам дека не смеете да ја злоупотребите говорницата. Имавте реплика на предлог закон на Авирович, а немавте право да бидете судија овде и да осудувате онако како што сте навиклени да осудувате. Јас настојам да се воздржам од ваква реакција, но ме повикавте како граѓанин од Гостивар и затоа ви одговарам. Вие продолжите така да се однесувате кон албанците и продлабочите го тој јас. Повелете, продлабочите го. Тоа е ваш избор, никој нема да ви се меша во тоа. Но, ве упатувам да земете да си го читате предговорот на последната книга на Стојан Андов, каде ви кажува и ви укажува за улогата на албанците во тие 92, 3, 1 и понаваму по однос до оформувањето и приемот на Република Македонија во Обединетите нации. Ќе треба да го читате тоа, а не само паушално од аспект на прерано започната предизборна кампања локална да зборувате се и се што овде. Тоа ви дозволува парламентот. Јас тоа не го исклучувам, но не до безкрај. А ако веќе имате храброст, изволите излезете тамо па упатите му на Невзат Бејта тоа што му го упатувате од овде од говорница. Затоа што ако тоа го направиле со Невзат Бејта, го направивте вие, ако веќе мислиш дека е направено. Сте имале советничка група тамо. Впрочем, колешката ви е тука, може да ви објасни малце повише од тоа и ќе ви биде кандидатка за градоначалник. Да, ќе ви биде кандидатка за градоначалник во Гостивар. Ве слушам 20 дена, ве слушам тука сам. И како мислите рамнодушен да биде човекот да седи овде и само да ве слуша? Се и се што? Инсинуации, па немате право на тоа да го кажувате. Ме прозва, има ли кој од Гостивар? Ме прозва и ти кажувам, јас сум од Гостивар. Ме прозва, така, конкретно ме прозва, има ли човек од Гостивар овде да каже? Еве, јас сум од Гостивар и ви кажувам, плюс албанец, пошто бараше специфицирано албанец дали има од Гостивар. Не. И
и не се повикува многу на тие и турци и бошњаци. Не се повикува многу, знаат тие доста. Како мислиш, Трајко, да продолжиме со работа? Па ќе продолжиме со работа не вако, на ваков начин. Ќе му дај, па нека треба да си водат сметка што зборат на говорницата не е да се каже се и се што овде кој му ќе му падне на памет. И после се љутите кој укажува. Настојувам 2 сата да не ви укажу, да не прекинувам никого. И со која намера да стане сега секој од нив и да почне да вреđа на национална основа, кого ќе стигне овде? Па што сакаш повише да вреđаш? Па како мислиш повише да вреđаш, па да си разбрал да си вреđал?